Драги мои, црвена линија, време е за вас, време е и за мене и време е за новата тема. Ке ве подсетам како и секогаш за да се вклучите активно во денешната дискусија. Не заборавајте пред се да го завртите нашиот добро познат телефонски број 023076677 и напомена на самиот почеток. Кога ќе се вклучите, се разбира, намалете го веднаш тонот на ТВ приемникот, колку пати да повторуваме, па дури во оваа втора сезона, неминовно е да се направи тоа со цел подобро да се слушнеме и нели да ги нема оние долготрени добар ден, ало и дали се слушаме. А се разбира, еве и зашто ќе ве подготвиме денес да зборуваме. Буџетот за 2022 година, драги мои, изнесува 4,4 милиарди евра. Но пред нас е 2023 година, а буџетот изнесува 5,28 милиарди евра, односно 800 милиони евра повеќе. Која е причината? Имаме повеќе пари ли? Градиме ли повеќе, ќе вработуваме можеби повеќе или само ќе покачиме платата на администрацијата? Тоа е она за што ќе дискутираме денес, а секако ќе ве прашаме и дали штедењето се однесува само на народот, а буџетарите можат да трошат колку сакаат во текот на целата 2023 година. А ако не следите на социјалните мрежи како што е Facebook, задолжително кликнете на профилот Facebook Црвена линија и секако на профилот на телевизија Телма, каде што ги објавуваме нашите теми. Таму добре дојдено е да коментирате, да шернувате и лајкнувате. А особено ќе ни биде драго ако денес се вклучите повторно во Инстаграм анкетата која што објавуваме на нашиот Инстаграм профил Црвена линија и секако на Инстаграм стори. Еве што е таму објавено. На анкетата прашуваме: направивте ли план од што ќе заштедите оваа зима? Одговарате со да и не. Ето така, ќе кликнете на овие две опции, а резултатите како и секогаш ќе ги соопштиме таму некаде по рекламите. Сега сме подготвени за вас, а секако повеќе да се загрееме, ќе одиме и со прилогот на нашиот колега Павле. Рекордниот буџет оптоварен со 1,5 милиарди евра долгови ја бранува експертската јавност. Ресорниот министер го нарече буџет за спас на кризата дел од експертите, со сомнеж дека вака проектиран може да предизвика уште поголеми финансиски проблеми. Најавениот елемент новата даночна реформа на која се темелат приходите остана во магла и недоречености, а експертите стравуваат дека овие политики треба да бидат насочени кон сивата економија, за да не предизвикаат обратен ефект кај фирмите. Вистинско стабилизирање на економијата, инфлацијата и енергетската криза е можно со намалување на политичките и безбедносни турбуленции на европскиот континент. Засега вакво стабилизирање не е на повидок. Исто така според Гацов 2023 година ќе биде година на нови задолжувања, странски но и домашни, пред се заради враќање на старите долгови, енергетската криза, но и заради најавените капитални проекти што треба да се финансираат од буџетот. Трендот на зголемување на каматните стапки и високиот износ на дефицит што треба да биде финансиран со задолжување ќе влијаат врз големување на каматните стапки на долгот. Проблем понатака се и капиталните инвестиции кои секоја буџетска година се најавуваат како мерка за спас на економијата. Планираниот раст на економијата главно ќе се темели на инфлационата магија, а не на вистински економски подобрувања, заклучува Гацов. Со остра критика за најавениот буџет се огласи и лидерот на опозицијата. Кога велиме двата збора златното правило, тогаш тој го поврзуваше со капиталните инвестиции и најпрви најави рекордно ниво на капитални инвестиции, 38 милиарди денари, затоа за со ребалансот ги намали на 32 милиарди денари, а ако го видите пресекот на моменталната состојба на капиталните инвестиции, ќе видите дека таа бројка е околу 14 милиарди денари. Значи, тоа е невозможно сега за 2 месеца 18 милиарди денари да ги инвестира во капитални инвестиции. Истото сега го најавуваат за до година. Со истите зборови, само сега тоа го прави Ковачевски, вели златното правило при капиталните расходи и сега најавува не 32, не 38, 49 милиарди денари. 5,3 милиарди раст на капиталните инвестиции, но со преполовен економски раст од 2,9% и проекции за пат на инфлацијата, но и рекорден долг од 1,5 милиарди евра. Вака ќе изгледа новиот буџет со пропратно најавената даночна реформа. Сега веќе е време за вас. Вклучуваме веднаш гледач, го имаме во Црвена линија. Добар ден.
Да, добар ден. Па еве, имате ли план од што ќе заштедите оваа зима? Не, немам никаков план од што ќе заштедам, затоа што тие пари што ги имам доволно ми се за живот, иначе штедачката работа е минато време, затоа што во оваа ситуација е криза и во економска, и во енергетска, и здравствена, и ние мора да се прилагодуваме на таков начин. Сега тука за буџетот за 2023 година, она што кажа министерот за финанси, тој буџет е толку 5 милиарди и кусур милиони евра. 5,28 милиарди. Да, затоа што во 2023 година милиарда и 500 и кусур милиони евра треба се врати главен долг и камата. Во тоа е зголемувањето на буџетот, не е во некои други додатоци, искрено да ви кажам, али мора владата да планира да има капитални инвестиции. Зошто ќе кажете? Патот Прилеп, речите го, Велес Прилеп се доградува. Пругата почна се гради до Бугарија. Патот за Косово се гради. За Кичево тој Охрид почнува се гради. Затоа тие капитални инвестиции секоја година ги зголемуваат. Затоа таа развојна политика сега владата ја прави врз база на оние средства кои ќе ги има на располагање, за да може на некој начин да ги задоволи и потребите на стопанските организации, и потребите на граѓаните на Република Северна Македонија. Ви благодарам многу. И Црвена линија ви благодари што се вклучивте во ова издание. Продолжете да не гледате, телефонот звони на 02-307-6677. Новиот гледач ќе ни открие дали направил план од што и како ќе заштеди за оваа зима. Добар ден. Добар ден. Секој добро, Црвена линија. Буџетот за 2023 година е огромен. Со милиарда и 500 милиона евра долг према надвор и внатре во државата, тешко да ќе можеме да обстоиме. Се додека не се намали администрацијата на ниво на кое може да функционира државата, што рече еден, живиме на кредит, ама ќе умираме на рати. Со 200 милиона камати секоја година, па тоа е неиздржливо. Бруто домашниот производ го планира на 2,9, ама дали ќе биде 2,9? Тоа е нижи, аз сам да ти бам. Инвестиции ќе биде толку, дали ќе има толку, тоа е друго два. Администрацијата ја всиса државата, ја цели као лимун. Се додека тоа не е, ќе умираме на рати. Вие лично направивте ли план? Се поздравени. Молим. Дали лично направивте планове за заштеда оваа зима? Тоа не е анкетно прашање. За заштеда, што ќе направиме заштеда? Заштеда нема заштеда, тоа е. Но секако ни е драго што ви имаше во Црвена линија. Ве охрабрувам, останете, гледайте и понатаму, бидејќи многу гледачи верувам ќе се вклучат, па ќе слушаме и ќе ни откријат дали најнапред направија план како ќе заштедат за оваа зима. А со оглед на тоа што еве ќе ве потсетам уште еднаш да следете и на Facebook Црвена линија, секако и профилот на телевизија Телма. Ја објавивме нашата тема како и секогаш на Твитер. Па еве го издвоивме и ретвитот на Джонсон енд Джонсон, кој што еве на нашата објава прашува кога е на ред работењето на општините. Продолжете да коментирате, шернувате и лајкнувате, а секако најважно е да ве вклучиме во Црвена линија. Тоа ќе го направиме и со следниот гледач, кој што верувам ќе ни открие дали има личен план како ќе заштеди оваа зима. Добар ден. Здраво. Здраво, секој е добро, Црвена линија. Па како ќе штедиме? Еве, сега у 3,5 случајно погледав на кај бандера, не дека имав намера да погледнам, него ето така да видам како е небо време. Свети бандерата, сега у 15:30. И сега, што правиме? Штедиме вака? Вака се штеди.
у 15:30 уште ден. А не за друго. Сабања станете у 4 сатот и видите дека бандерите се угасени, а луѓе што стануваат у 4, у 5 автобус да фатат, за да идат на работа, идат у темница, до автобуска станица. А умеѓу време кучиња скитници еден куп и сега штедиме струјање, нели? Абе, ова све изместено бе, од А до Ш, од врв до дно, све превртено на опачка. Кој е вашиот коментар за рекордните 5,3 милиарди евра државен буџет за 2023? Од домашни извори го признавам, ама нема да го пунат од домашни извори, него ќе земаат кредити, ќе ја дозаглавуваат државата како претходниците нивни за овие 30 години. Иначе, администрација спаѓа и оној вчера што им се закануваше на студентите пред студентскиот дом. Внимавајте на тајмерот, тоа редовно ве подсетуваме. Гледачот секако ни е редовен, благодарам што ни се јавивте, па еве ако имате чувство дека може би сакате да бидете доискажани, траеме се уште, па обидете се уште еднаш. Ги охрабрувам и оние кои што може би немаат навика и досега не се јавиле во една ваква контактна емисија, но зошто да не слушнеме, еве, кој е вашето видување за рекордниот износ од 5,28 милиарди евра, буџет за 2023 година, пресметано 800 милиони евра повеќе. Па што сметате? Дали тоа значи дека имаме повеќе пари за да градиме, дали тоа значи да вработуваме повеќе или само ќе ја покачиме платата на администрацијата? Добар ден за новиот гледач. Добар ден. Секој е добро, вие сте во црвена линија? Звукот е исклучен, значи се слушаме. Одлично, поверете. Вака, за првото прашање лично, како ќе штедиме, ќе трчаме од продавница до продавница и ќе гледаме која цена уште не успеале трговците да ја качат, разбирате? Тука е чарот, друго нема чаре. А за буџетот, да кажам, вака сега, 5,3 милиарди. Меѓутоа, структурата каква е? 1,5 милиарда за стари долгови. Обрнете внимание, ве молам. Значи, 30% стари. Кои се тие стари долгови? Од тие стари долгови, третина се за овие 2-3 години што се со ковид и економски проблеми и така натаму, а најголемиот дел се долгови од пред 10-15 години. Нека кажат стручните лица, ја верувам дека е така, пошто ги следам. Значи, земани кредити со грејс период 2-3 години, не плаќате ништо, ама 15 години ќе си плаќате со камати од 5 и 10% и така натаму. Ние сега не можеме да се откачиме од тие кредити што се тогаш зимани. А зошто се употребени, да не коментирам, нека си погледа некој кај се истрошени тие пари од пред 5 години. Овие 5 мање више знаеме дека се за кризата и ковидот и нешто и друго сигурно. Али старите кредити да се видат кај се и зошто се. Ме сваќате? Така. Тоа ми е поентата. Благодарам. Благодарам што ја споделивте со гледачите на црвена линија вашата поента и секако останете да не гледате и следите по натаму. Ако имаме гледач, веднаш ќе му дадеме предност на гледачот. Подсетувам на 0230766777. Доколку прв пат се вклучувате, не заборавајте да го намалите тонот на ТВ приемникот, разговорот да го направиме преку слушалка. Добар ден за новиот гледач. Добар ден, црвена линија. Ти кажала сите 1,5 милиарда за враќање долгови. Сега тие долгови кој ги направи, може да се види книговодствено и каде се парите. Затоа што све си има, све може да се најде и да се види. Меѓутоа толку пари 1 милиарда за ковид нигде ја нема. Да ред други работи, еве пат од каде се парите што е пат од Кичево Охрид, да речеме. Значи све е почнато, ништо оставено, тоа е со тенденција. Сега ќе бидеме уште една година или две како им иде поред. Чекај ќе направиме нов буџет, уште некој динар тука, па после ако дојдеме ние добро, ако не тие што ќе дојдат нека продолжат. Ова е катастрофа, нешто невидено. А како ќе заштедиме, убаво рече гледачот, трчајки на лаканатака, меѓутоа и ќе намалиме со јадење, сигурно или еден оброк ќе симнеш или нешто, неколку оброци помалку, ќе исклучиш, ништо не можеш да скратиш освен од јадење. Друго се све комунали, се знае зимно време иде,
10% викат струја ќе посака па сред зима. Ова е нешто невидено. Веќе народот треба да стане и целиот да искочи. Значи ова не може некој само со буџетот да си прави све што сака од лични интереси. За нив ништо нема, за нив све има, за нив нема никакви препреки. Како они ќе си скројат, така ќе си прават. Па чекајте како можете вие. Ова треба целиот народ да земе и да дадат секој по некој да каже по нешто, да им даде до знаење што и како и они да прифатат од сето тоа. Благодарам и вам за јавувањето. Подсетувам, внимавајте на тајмерот. Одиме со гледач, ме јавуваат од режија, а се знае гледачите секогаш имаат приоритет во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме, на тоа ми е најважно, па и ве како го коментирате новиот буџет. Дали се слушаме, во црвена линија сте? Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте. Ајде, вака ќе почнам сега. Најрастечка компанија у Македонија е буџетот. Сега, позади требаше да имате напишано како од година на година растел буџетот. Од 2 милиарди, тогаш и поише население сме имале, стигна до 5 милиарди и нешто. Ова им одговара на сите партии. И на ФДС, Владешкава, ДУИ, ВМРО, овие другите исто помалите. Тука си собираат пари како си сакаат. И кај сакаат ги посочуваат, ги распоредуваат, а они викаат даваат донации, помош на граѓаните, нешто со тие фрази гледам и луѓето почнаа помош ќе даваат со нешто. Они не даваат помош, не даваат од свој джеп, него ете така, да живеат, фактички направено е да живеат партиите. И ова е покачување на администрацијата. Зашто покачување на цело гласачко тело на ФДС, ВМРО и туи име администрација? И мора да им покачат тука. Нема. Сите вработени се, тешко сега денеска да најдете непартиски работен во администрација. Тоа чудо ќе биде ако најдете. Вака како новинарка покушајте да најдете чудо ќе биде непартиски. Благодарам многу што се јавивте во црвена линија. Ке подсетам дека денес зборуваме, тема е буџетот за 2023, изнесува 5,28 милиарди евра, односно за цели 800 милиони евра повеќе. И она што ве прашуваме, дали тоа значи дека сега штедењето ќе се однесува само на народот, а буџетарите ќе можат да трошат колку сакаат, и дали ваквиот рекорден буџет всушност ќе има намена за градење повеќе или можеби вработување повеќе, или само ќе се покачи платата на администрацијата. Да видиме што мисли новиот гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Пристигаат кинеските кредити за плаќање со каматите. Тоа е она, значи, убавото што ни се случуваше 2016-2015 таму, нели? Скопје 2014, кинеските автобуси, спомениците што се тртаа по градот, фонтаните, тоа никој не покажа фактури дека е платено. Зградите за филхармонија, таму што ја знам, пола пари што отидоа во приватни џебови, пола што ќе се направија со анексите. Значи тоа сега треба да се плати, затоа што има грейс период 7 години. Сите што може да глумат некои луѓе дека имаат склероза, и да се прават дека имаат и амнезија, дали сега ќе видат реалноста во 2023. Втората работа е дека нашите калуѓери сложни мрсати во петок, тоа е затоа што они не штедат, не покажа парламентарците и политичките партии не покажа желба за чистење, за штедење, сему убави зборови упатени кон народот и дека они многу се грижат за народот. Дали ме разбирате? Речеме, никој не кажа од политичките лидери дека се откажува од средствата што го следуваат согласно буџетот на РМ за финансирање на политичките партии. Значи, политичките партии ќе си го земат својот колач од буџетот. Овие парламентарци не се прогласија да ги намалат дневниците, платите и
Ке подсетам внимавате на тајмерот, секако големо благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Ќе одиме пак малку кај твитерџиите, издвоивме денес коментари поприлично, не само за буџетот и воопшто за целата таа приказна околу штедењето. Но ќе одиме со она што е објавено од страна на Интегрален. Тој напиша на Твитер: владата на нашата држава за 2023 година скроила рекорден буџет од 5,3 милиарди евра, од кои 1,5 милиарди од сега знае дека ќе ги земе на заем. Тоа е исто како да земеш 30.000 денари плата, а имаш трошоци 40.000 денари. И место да ги намалиш трошоците, ти се задолжуваш плюс. Вака твит на Интегрален, а сега ќе одиме повторно на вас, драги мои. Верувам дека на 023076677 го имаме и следниот гледач. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Добар ден, вие сте во Црвена линија. Така. Види, буџетов е наменет за две намени. Првото е за вработување гласачи. Второто е плаќање на администрацијата. Тоа е дел гласачи, старите гласачи. Така да, еден сега што заборуваше таму, неќем да го именувам, вика, споменици, згради правиме, све направиме, министерства направиме, таму ги трошеле парите. Не ги трошеле овие, за овие 5 години, ај нека кажат дека една количка бетон турили негде. Како може да исповетуваат нешто што не држи? Ова е катастрофа. Катастрофа. Не правдам ВМРО. Ама крадеше и крадеше. Две работи праше. Овие една прават, само крадат. Ај нека кажа што направја. Патишата, автопатите што ми го остави Груевски. И друг пат сум кажал, факултетот е економски. Кровот му го остави да го направат, те не го така стоите. Немаат пари од крадење. Ја не можам да ги разберам, па уште се уват и зборуваат што тие се цицачите, што цицаре од државава без да работат и сега болки имат, болуваат, уште цицат од некои страни. И срамота е да зборуваат такви работи. Направивте ли план како ќе штедите оваа зима, вие лично? Буџетот ова е преголем. Треба контрола да се стави кај ќе се трошат парите. Ќе ги покрадат скроз. Благодарам многу пред се што се вклучивте во Црвена линија и веќе напоменам пред вклучување на новиот гледач би сакале и вас кои што интерактивно земате учество во Црвена линија да ви го поставиме нашето Инстаграм анкетно прашање кое што секако можете да го видите на Инстаграм профилот на Црвена линија и таму кај Инстаграм стори да кликнете и секако да одговорите на прашањето дали направивте планот што ќе заштедите оваа зима. Да слушаме што ќе ни каже новиот гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Верувам дека е намален тонот на ТВ приемникот. Добар ден, дали се слушаме? Вие сте во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, секој добро. Вие сте во Црвена линија. Дали направивте план, еве, како ќе заштедите оваа зима? Дали се слушам? Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Да. Ало. Ве слушаме, повелете. Да. Ало, добар ден. Добар ден. Сакам да кажам. Повелете. Сакам да кажам. Да, зборувајте. Ние сите, што сме ко граѓани, ко пензионери, Так. се јавуваме. Кажуваме за маки, за проблеми, за едно, за друго, за се. Само едно сакам да прашам. Дали ние имаме внуци и деца? Ме слушате? Да, продолжете, ваше е времето. Ало? Ве слушаме, продолжете. Дали имаме ние внуци и деца? Ние, ако имаме деца и внуци и пензионери, ние треба сите да излеземе пред влада. Со 10.000 не се живеј.
Да, тоа сакам да го кажам. Ја со 300 болести, што треба да дам 9.000 за лекарства. Тоа никој не го прифаќа. Сега ќе дава владата, по колку не знам на 10.000 пензија што земаме. Благодарам многу што се вклучивте во црвена линија. Еве една напомена, значи техничка, ја повторуваме постојано, значи ја повторуваме секоја емисија, повторуваме и секоја сезона, па така и оваа втора сезона. Ве замолувам, го вртите телефонскиот број, значи 023076677, ете објавене, можете да го видите. И секако во истиот момент, тој ќе ви ја даде таа информација од режија, го намалувате тонот на телевизорот, го стишувате, еве народски кажано, и тогаш зборуваме само преку слушалка. И нема да се изгуби од времето во тоа дали се слушаме или не. Добар ден за новиот гледач. Добар ден, добра вечер, Македонија. Добра вечер и вам. Дали лично направивте план како ќе заштедите оваа зима? Тешка работа со и несигурна работа. Јас велам, дај Боже да се врати Никола Груевски. Оти Никола Груевски беше популарен од Вучич. Вучич е многу популарен сега во Македонија. А Вучич вака рече, додека беше Груевски и помора на власт во Македонија, ние вика во Србија не можевме ниту една фабрика, странска инвестиција да донесеме. Сите странски инвестиции во Македонија одеа. Груевски беше вика многу способен. Од него вика учевме. А што ќе кажете еве за рекордниот буџет кој што изнесува 5,28 милиарди евра? Да. Вика вака Вучич, значи, вика дека сега вика кога го турна од власт Груевски и ВМРО самите македонци и направија зло. Кајнив нема фабрики во Македонија, инвестиција овие 5 години, но во Србија дојдоа 280 нови фабрики во Србија, странски инвестиции. Значи, замисли, значи, кој синдром на самоуништување да го туриш од власт, оној кој градел фабрики, инвестиции, вложи во автопати, индустрија, зони индустријски, бенефиции на секаде, вложување на секаде, нови авиони, нови возови, нови комбини со поеста за брза помош, тој да го турниш од власт и да ги донесеш оние што сотреа фабрики, пензијски фонд, банки, ограбија и после си видиш од каде. Јас сум сигурен дека нема. Внимавајте на тајмерот и секако еве да потенцирам да се држиме до темата. Навистина не интересира како го коментирате овој рекорден износ од 5,28 милиарди евра на буџет за 2023 година. Факт е дека веќе наназад се зборува и треба да бидеме свесни дека треба да се штеди. И оно што прашуваме, дали всушност штедењето се однесува само на народот, а буџетарите ќе можат да трошат колку и како сакаат, и еве дали на личен план направивте план како ќе заштедите оваа зима. Добар ден за новиот гледач. Добар ден, црвена линија. Јас не сум на линија. Да, вие сте и драго ни е дека сте во црвена линија. Направивте ли план неве како ќе заштедите оваа зима? План јас имам направено воопште во мај месец. Јас ведов 30 метри кубни дрва ДАП од 33.000 денара и мислам да имам до наредната година до Божик. Така. И така го решавам. Имам топла вода на парно, се греам и така го решавам проблемот. Ајве, како го коментирате новиот рекорден буџет за 2023 година? Дури имаме цели 800 милиони евра повеќе, и дали сметате дека имаме повеќе пари како земја? Дали тоа значи ќе градиме повеќе, ќе вработуваме повеќе или ќе се зголемат платите на администрацијата? Тоа прашање треба да го постават во парламентот. Иначе ние не може да кажеме што, не знам зошто се трошат, как се трошат, мора да има некоја математика. Каде сметате дека треба да се трошат парите? Треба да бидат одговорни пратениците за да и владата за да може да работи. Ако се за собствен джеб, тоа не мора, треба
Треба некоја институција да ги покрене и обвинение да покрене. Толку можам да кажам. Одлично ги искористивте вашите 90 секунди. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Сега малку ќе одиме повторно на Твитер заедницата. Ќе прочитаме уште еден твит на профилот директор. Сега ќе можете и да го видите тоа. Вели: непотребно многу. Да имавме добар парламент, ќе им го ограничеше на 3,5 милиарди. Но поради патронскиот изборен систем, парламентот е само марионета. А ние ве очекуваме вас. Нека ве има во поголем број и секако сакаме да го слушаме вашиот глас и тоа како ги коментирате рекордните 5,28 милиарди евра буџет за 2023 година. Дали народот треба само да штеди и ако штедите како штедите за оваа зима? Имате ли план? Добар ден. Така, јас се слушам себе си таму каде што е пуштен телевизорот, намалете го тонот, изборувајте преку слушалка, ве мола. Така, сега ќе слушне преку телевизорот, верувам гледачот. Ало. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Секој е добро, па и ве направивте ли личен план како ќе заштедите оваа зима? Јас како го направив мојот план. Од 16.000 пензија да го издржувам мојот син, што го прогласија технолошки вишок, сната со факултет што е пријавена во Заводот за вработување и внучката 7 одделенче. Од мојата 16.000 денари пензија ќе штедам за да можат и они да обстанат. Значи, не е шансата да се позајмуваат пари, државата да позајмува пари и да имаме како ќе штедиме. Ние од кога сме родени до сега штедиме, но државата не се грижи за нас, народот. Затоа апелирам во Заводот за вработување да се направи една анализа дали има веќе гладни во оваа држава. Луѓе што не можат да обстанат, немаат пари да обстанат за себе си. Се повеќе се појавуваат гладни луѓе во државата. А се друго, партиите меѓу себе се препукуваат, но дали ние имаме некаква корист денес од тоа што излегуваме на гласачкото место, ги поддржуваме или не ги поддржуваме, зашто си ги исполнуваме нашите задачи, со нашето штедење од кога сум родена до сега со 73 години штедам само за да обстанам. Ценим и големо благодарам што се јавивте во црвена линија. Сега малку ќе ве одмориме со реклами. Знаете, следуваат резултатите и од анкетата на Инстаграм. А по рекламите одиме и со резултатите на Instagram Story анкетата. Ве подсетувам да следете не и на социјалните мрежи, Facebook, секако Twitter и еве на Instagram. На Story денес изгледавме вака, сега ќе покажеме, па еве и ќе ги видите резултатите на прашањето. Направивте ли планот што ќе заштедите оваа зима? Со да одговорија 30%, а со не 70%. Продолжете да не следите и утре ќе имаме нова тема, нов предизвик. Секако благодарам за сите оние кои што се вклучи. Очекуваме утре да имаме и нови гледачи и секако ви посакувам пријатно попладне со програмата на телевизија Телма. Довидување од мене.